Предложените закони за јавното обвинителство и за Советот на јавни обвинители и покрај неколку недостатоци содржат многу позитивни карактеристики, нови или преземени од законите што се во сила, се наведува во заедничкото мислење на Венецијанската комисија и Генералниот директорат за човекови права и владење на правото на Советот на Европа, по двата предлог законски текста на македонската влада. Во мислењето се препорачува измена на уставот со што би се ограничило правото на реизбор на јавниот обвинител, како и тој да се бира и се разрешува со квалификувано мнозинство во собранието. Со оглед на важноста на овие прашања за автономијата и релативната независност на јавното обвинителство, Венецијанската комисија препорачува во контекст на идната уставна реформа уставот да се измени и по овие точки, се наведува во документот. Во однос на предлог законот за Советот на јавни обвинители, во мислењето се препорачува да се преиспита времетраењето на професионалното искуство на сите членови поротници на Советот, како и да се обезбеди алтернатива на начинот на кој се избираат 4 членови поротници, со што ќе се обезбеди избор базиран на заслугите и интегритетот на кандидатите, како и разновидна застапеност. Венецијанската комисија предлага и функцијата на обвинителите избрани за членови на Советот на јавни обвинители да биде суспендирана за време траењето на нивниот мандат во Советот, да се разјаснат концептите влијание врз автономијата на јавните обвинители или ги занемарува или не ги извршува своите функции и должности во работата на Советот, како основа за разрешување на членовите на Советот на јавни обвинители, се вели во препораките. Во август годинава во земјава имало 226.179 туристи кои оствариле 846.221 ноќевања, од нив 48% се домашни, а 52% странски туристи, од кои најголемиот број 49.093 се од Турција, 10.309 од Србија, 5.202 од Романија, а 5.075 туристи од Холандија. Според податоците на Државниот завод за статистика, 73,4% од вкупниот број на ноќевањата во август се реализирани од домашните туристи, а 26,6% од странските. Во периодот јануари-август оваа година, во однос на истиот период од претходната, вкупниот број на туристи е зголемен за 6,8%, при што кај домашните туристи има намалување за 1,4%, а кај странските зголемување за 11,6%. Вкупниот број на ноќевањата пак е зголемен за 1%, при што кај домашните туристи има намалување за 4%, а кај странските зголемување за 8,1%. Американскиот министер за одбрана Пит Хексет ги повика сојузниците во НАТО да го зголемат финансирањето за купување американско оружје за Украина по падот на војната помош во јули и август. Мир се постигнува кога сте силни, не со зборови, туку со способности што противниците ги почитуваат, изјави Хексет пред состанокот во Брисел. Тој побара поголеми вложувања во програмата ПУРЛ, преку која се финансира набавката на оружје за Киев. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте соопшти дека веќе се обезбедени $2 милиарди, иако тоа е помалку од очекуваните 3,5 милиарди. Шведска, Естонија и Финска најавија нови донации, додека Шпанија, Италија, Франција и Велика Британија се соочуваат со критики поради воздржаноста. Украина и понатаму во голема мера зависи од американското оружје, додека се подготвува за уште една зима од војната со Русија. Израел сепак нема да го отвори граничниот премин Рафах, како што беше најавено претходно. Според израелските медиуми, во тек се подготовки за отворање на граничниот премин Рафах, но само за влез и излез на жителите на појасот Газа. Израелските власти вчера најавија дека граничниот премин ќе биде затворен, а хуманитарната помош ќе биде намалена бидејќи Хамас не ги предал телата на сите убиени заложници. Синоќа Хамас предаде уште 4 тела, пошто Израел најави отворање на граничниот премин дозволувајќи влез на хуманитарна помош. Хамас ги врати телата на уште 4 израелски заложници, потврди израелската војска. Телата се идентификуваат, а останките беа собрани во ковчези од страна на членови на Црвениот крст. Размината се случи откако Израел се закани дека ќе ограничи хуманитарната помош за Газа, се додека Хамас не ги врати телата на сите 28 заложници за кои се знае дека се убиени. Палестинската вооружена група во понеделникот предаде 20 живи и 4 мртви заложници. А во исто време Црвениот крст објави дека Израел ги вратил телата на 45 палестинци кои биле држани во израелските затвори во Газа. Според планот за прекид на огнот предложен од американскиот претседател Доналд Трамп и прифатен од Израел и Хамас, размената на сите 48 заложници требаше да заврши до пладне во понеделникот. Палестинците стравуваат дека одложувањето на предавањето може да го загрози кревкото примирје и продолжувањето на преговорите.
Времето денеска променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено кон крајот на денот и во текот на ноќта. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Скопје променливо облачно, попладне во текот на ноќта со повремен дожд. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека под влијание на влажни воздушни бранови следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во четврток од крајот на денот, во текот на ноќта и во петок.